Мандатот на градоначалниците истекува на 15 мај. Решение моментално нема. Од понеделник блокада на работата на локалните самоуправи. За да се распишат локалните избори, пратениците треба да направат измени на Законот за локални избори и на Изборниот законник, а потоа Талат Џафери ќе може да ги распише изборите. Иако од сите страни стигнуваат барања за свикување седница за локалните избори, председателот на собранието Талат Џафери не најавува дека ќе ги собере пратениците за да гласаат за неопходните измени и нов термин за одржување на локалните избори. Но од друга страна, Џафери најави дека многу скоро ќе свика седница за избор на влада. Според партиски неофицијални информации, тоа би можело да се случи околу 20 мај, а по настаните на 27 април во собранието шпекулациите се дека новото парламентарно мнозинство, иако го чека мандатот од председателот Иванов, сепак седницата за избор на влада би можело да се одржи по истото сценарио како што Талат Џафери беше избран за председател. Спротивно на тоа дека според деловникот седницата за избор на влада може да се закаже само доколку шефот на државата има одредено мандатар, што за сега не е случај. Лидерот на СДСМ Зоран Заев исто така најави седница за избор на влада. Тој информираше дека неговиот кабинет е во постојан контакт со кабинетот на председателот Иванов и нагласи дека очекува Иванов да му го даде мандатот за формирање на влада наскоро. Јас се обидувам преку мојот кабинет и кабинетот на господинот Иванов час побрзо да осогласам текст на изјава, кој што ќе има за цел да се даде мандатот. Не да има за цел да предизвика антагонизам или нови пречки и причини да не се даде мандатот. Веднаш штом ќе биде осогласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, сето она што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба, имам намера тоа покрај кај господинот Иванов да го објавам до вас медиумите за ден поскоро да биде даден мандатот, заради тоа што логично ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. Во однос на локалните избори и законските измени кои треба да се направат со цел да не се блокира работата на локалната самоуправа, Заев рече дека е потребно пратеничките групи во меѓусебен договор да го усогласат текстот на измените на Изборниот законник, кој треба да помине пред Законодавно-правната комисија и Комисијата за политички систем. Како можни датуми за кога би се одржале локалните избори, Заев спомена неколку различни месеци, не исклучувајќи ја и можноста изборите да бидат одложени дури за наредната пролет. Од друга страна пак, иако нема никаква најава кога би можеле да се одржат локалните или пак парламентарни избори, Државната изборна комисија се подготвува за гласање. На интернет страницата на ДИК се повикуваат граѓаните да направат увид во своите податоци во избирачкиот список и доколку е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците.